Од Вашингтон јас сум Лилица Китановска. Денес светското внимание го држат политичките нереди во Пакистан, а ке чуеме и за епилогот по скандалот фрлање чевли на председателот Буш. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски. Пакистански адвокати и опозицијски активисти денес започнаа 4-дневен антивладин марш наспротив владините обиди за задушување на протести и забрана на собери. Пакистанската полиција уапси десетици демонстранти во Карачи непосредно пред почетокот на планираниот марш. Големи групи луѓе исто така се собраа во Куета и Лахора. Вчера властите приведоа стотици протестанти и забранија јавни собери во две клучни провинции. Маршот ги става протестантите на линија на судри со владата на председателот Асиф Али Зардари и ја крива загриженоста за стабилноста на неговата една година стара цивилна влада. Протестантите бараат враќање на поранешниот судија на Врховниот суд, кој беше стимнат од функција од поранешниот председател Первез Мушараф. Ова прашање беше причина за повлекување на поранешниот премиер и лидер на опозицијата Наваз Шариф од коалиционата влада. Од другите вести, Багдадски суд го осуди ирачкиот новинар кој фрли чевли на поранешниот американски председател Џорџ Буш на 3 години затвор заради навреда на странски лидер. Мунтазер Ал-Заиди тврдеше дека не е виновен. Кинескиот министер за надворешни работи денес во Вашингтон ќе се сретне со американскиот председател, а една од темите на нивниот разговор ќе биде морнаричкиот инцидент. Се работи за спор што настана во неделата во Јужното Кинеско море, при што кинески бродови малтретирале наблюдувачки брод на американската морнарица. Пекинг смета дека бродот бил во шпионска мисија. Ова е најголемиот инцидент меѓу двете земји по 2001 година, кога Кина зароби американски шпионски авион и негов екипаж. Основачот на Microsoft, Бил Гейтс, е на врвот на листата на магазинот Forbes за најбогати луѓе во светот. На листата сега има 793 милиардери, што е намалување од 2008, кога имаше 1100. Бројот на милиардери опадна заедно со нивното нето богатство од над 4 трилиони лани на 2,4 трилиони годинава. Богатството на Гейтс е 40 милиарди. Американскиот инвеститор Ворен Бафет е втор со 37 милиарди. Продолжуваме со серијата за Детройт, каде живеат многу македонци и каде што е и седиштето на најголемите автопроизводители во САД. Јане Војаджиевски наводи ни за овој град, каде има многу причини за загриженост. Градот на клиповите, Детройт, гордоста на американските автомобили, носи лузни што покажуваат колку е сериозна економската криза. Според локалните медиуми, можеби најдобар показател што илустрира ситуацијата е дека некои затвореници не сакаат да излезат на слобода, за да не станат гладни бездомници. Според жители на Детройт, подобрите времиња за градот и за неговата автомобилска тројка, General Motors, Chrysler и Ford, денеска се чинат многу далечни. Така тврдат и медиумите. Детройт го заменува Њу Орлеанс како град со најмногу проблеми во САД. Дефицитот на градот денеска изнесува $300 милиони. Стапката на невработеност 21%, напуштени се десетици илјади работилници и домови, а поранешниот градоначалник е во затвор поради секс скандал. Детройт побара од федералните власти $47 милиони за подобрување на инфраструктурата. Меѓутоа, половина од сумата ќе биде употребена за уништување на околу 2300 напуштени домови. Нивната бројка се зголемува од ден на ден. Медиумите наведуваат загрижувачки податоци. Популацијата на градот од 1,8 милиони жители во 1950 денес е намалена на половина. Стапките на криминал, сиромаштија, невработеност, прекинот на школувањето кај младите се меѓу најлошите споредено со другите големи градови во Америка. Меѓутоа, градските власти не креваат раце. Неделава се одржува сајам на труд и образование, насловен професии на иднината, преку кој оние кои загубиле работно место во автоиндустријата може екзистенцијата и среќата да ја побараат во други сектори. Градоначалникот Кенет Коркел Џуниор пак бара од жителите на Детройт да останат ангажирани во градот и нуди соработка на сите, вклучувајќи ги тука и бизнесите, кои сакаат Детройт да стане нивни град. Ситуацијата на пазарот за недвижнини е катастрофална, бидејќи просечната цена на куќа според медиумите изнесува $18,000, што е далеку под просечната цена на дом во САД, а некои од собствениците воопшто не можат да најдат купувач, па се принудени да го изгаснат светлото и да си заминат.
До 70-тите години на минатиот век можевте да дојдете во Детройт без образование и да не зборувате англиски, а ќе добиевте работа во автомобилската индустрија, со што автоматски ќе преминевте во средна класа. Се присеќаваат членови од македонската заедница во Детройт за убавите денови во овој град. Иако председателот Обама најави помош од федералните власти, неопходна е итна акција за рестартирање на погоните за производство на автомобили, со цел Детройт да не стане град на духови. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Детройт. Сезоната на грип е во ек, но лекарите во САД се загрижени зашто клучниот лек против овој потенцијално смртоносен вирус се почесто се покажува неефикасен. Тамифлу ја губи ефикасноста. Вирусите на грип стануваат се поотпорни на овој лек што некогаш важеше за најдобар. Во Американскиот центар за контрола на болести доктор Алиша Фрај ги анализира вирусите на грип. Годинава забележуваме мощна голема отпорност на овој лек. Пред 2 години само 1% од примероците на вирусите на грип, што доктор Фрај ги испитувала, биле отпорни на Тамифлу. Стручњаците сега се загрижени што би се случило при можна пандемија на грип. Доктор Грег Поланд од клиниката Мејо има ваква прогноза. Ќе има чести хоспитализации и да, ќе има повеќе смртни случаи. Добрата вест е што отпорниот вирус не е смртоносен во големи размери, за разлика од, например, вирусот на птичји грип. Во моментов има само една солидно тестирана алтернатива на Тамифлу, тоа е лекот Раленза. Во прав е и се прима преку вдишување, што е проблем за многумина. Тоа се луѓето со хронични респираторни проблеми, како астма, бремени жени и децата под 7 годишна возраст. Затоа, повеќе од кога и да е порано, лекарите инсистираат на превенција. Најдобрата одбрана против грипот е вакцинацијата, но и вакцините не даваат комплетна заштита, затоа останува старото и добро миење на рацете и избегнување на контакт со заразени лица. Ко гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, ве поканувам да ја посетите нашата интернет страница glasnaamerika.com за повеќе информации. Јас сум Лилица Китановска, поздрав од Вашингтон.